Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, Tvoja ta volja, kako na nебото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен, овие живи слова што слегуваат во духот, дај ни го денес. И прости ни ги гревовите наши. Прости ни ги. Дали јас ги простувам гревовите на другите? Простете, простете. И ке ви биде простено. И не воведи во искушение, но избави не. Избави не. Не дозволувај да паднеме во искушение. Избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Амин. Дали Господ е три личности? Нели Отецот, Синот и Светиот Дух? Нели? Не може да стигне Господ насекаде, па се поделил на три личности. Видете, на земјава, например, медицината тоа го нарекува поделена личност, шизофренија. И сега, кој е кој? Човечки сатански ум, кому да му се молиш? Кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, го смислил тоа. Сатаната влегол, знаеш, ќе ти дадам јас сега тебе. Не можете ништо да примите ако не ви е дадено од небото, но ти не ги разликуваш духовите и сакаш да бидеш повеќе од тоа што можеш да поднесеш. Ние зборуваме за Татко, Татко Небесен, кој создал се, Отец на духовите, вечна љубов. Тој е интересен момент. Сите тие велат Господе, 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 Господе. Не сите што велат Господе, Господе, ќе влезат во Царството Божјо. Бегајте, не ве познавам, па Господ не ве познава. Господ велат и муслиманите, и будистите, и сите други. Ние зборуваме за Татко на Исус му веле, ако го обвинуваа фарисеите и садукеите, телесните верници кои го распнаа израелците, нели? Овој Господ го нарекува Татко. Личност има само на земјата. Тоа е паднат ангел, поточно демони кои сакаат да бидат посебни, своји, да се искачат највисоко, не негови, своји да бидат, вавилонци, автокефални кои сакаат да се искачат највисоко, да се здобијат со име, да се здобиеме со име. Пазете, ние зборуваме, кои сме тие ние? Па Духот зборува низ мене. Еден дух, едно тело. Ние зборуваме за едно тело, еден дух со него. Кој зборува? Па Духот низ нас, низ мене. Не сум јас личност, јас сум сад, во кој се излева неговата љубов, ова живо слово натопено со крвта, за негова употреба. Он зборува низ мене, низ Исус зборуваше, Исус ја извршуваше неговата волја, не својата.
Не е лично со оне син и ученик, тоа се двете категории кои треба да ги направите. И е име над секое име. Затоа треба се да правиш во име Исусово. Тоа е порта на љубовта, низ која се влегува и се излегува и пасиште се наоѓа, ако го сакаш Царството Божјо. Зошто би се делел таткото на три? Љубовта да се подели на три дела. Ние имаме во Македонија песни, има уште 2-3 дела за да биде цела. Македонија е поделена, видете, никој не сака да биде поделен. Сакаат едно да бидат. Ние треба да бидеме органи во неговото тело на вечната љубов во вечност. Еден дух. Не повеќе духови, повеќе мислења. Духовно соединување. Личноста има своји мисли, своји чувства, своја волја. Ние зборуваме за негова волја, таткова волја, нека биде твојата волја. Ако се тројца личности, не знаеш кому да му се молиш. И имаме узречица во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, Отецот, Синот и Светиот Дух, ништо не значи тоа. Без да размислиш, еве стихови. И научете ги сите народи, од каде тргнува тоа, на едно место го има, крштевајки ги во името. Што значи тоа во името? На Отецот, Синот и Светиот Дух, Матеј 28:9. Значи, од тука они го земаат и крштеваат во името на Отецот, Синот, буквално сватено. Тоа вели, пред тоа вели, одете и понатаму учејки ги да ги пазат, да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас, Исусе, те сакам, преку сите дни до крајот на светот. Амин. Матеј 28:19-20. Значи, крштение во покајување, водно, што го велат, покајно, и во дух, внатрешно, духовно будење и воскресение од темнина да влезеш во неговата вечна светлина. Пред тоа вели дека му е дадена секаква власт на Исус над небото и на земјата. 28:18 Матеј, можеш и ти да ја имаш таа власт, но не да ја користиш ти како што сакаш. Во неговата волја, во негово водство, во неговата сила. Пазете, во 17-тиот стих го гледаат воскретнат Исус и му се поклонија, некои се посомневаа. Немој да бидеш од тие што се посомневаа, да ги крштеваш во името на Отецот, значи што значи тоа? Да станат негови деца повторно. Тоа значи да ги крштеваш во името на Отецот. Синот е Исус Христос, неговото име дадено му е над секој име, Исус видлив дел на Отецот, Исус Христос кого никој не го видел Отецот, и Светиот Дух е духовно крштение. Значи, одете меѓу сите народи, создадете од нив мои ученици, крштевајки ги во името на таткото, значи да бидат негови деца. Синот е името, во името на Господ Исус Христос ги крштеваш, и во духот треба да се крстат. Не во телото, само во умот. Духовно крштение, и Исус ќе биде во нас, со нас, преку духовно присуство во нашите срца, во секое срце. Духот кој е присутен има име, без он се студи. Исусе, ти ќе ме сгрееш. Исус Христос, татко во името Исусово. Лука 11:13. Колку повеќе небесниот татко ќе им даде свет дух на оние што го молат, што жеднеат, што сакаат. Отецот и Исус во духот треба да се во твоето срце. Знаете, да се претопиш во љубов, тие да се претопат, да те растворат. Вистина ви велам, што и да побарате од таткото, ќе ви даде во мое име. Во име Исусово, Јован 16:13. Во име Исусово. Не славете други имења. Ако замолите за нешто во мое име, ќе го направам тоа. Јован 14. Татко во името Исусово. И што и да посакате од Отецот во мое име, Исус, ќе ви го исполнам за да се прослави Отецот во Синот
Татко, во името Исусово, 14:13, те молам да ги скршиш сите заблуди на лажни учења во македонскава земја и насекаде. Ја враќам Македонија во твоја собственост. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Верувајте ми и сите други дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене во дух. Ако ли пак не, тогаш верувајте во мене. Исус Христос заради делата 14:11 се однесува и на ова овде што се случува. Знаете, и на овие слова што слегуваат, на тоа се заради делата, например, ова е 630 и некој завет. Човек не може тоа да го прави. Слегува студ, доаѓа магла, но јас се греам во Исусовата љубов. Те сакам, Исусе Христе, значи верувајте ми дека јас сум во Отецот, Отецот е во мене, верувајте заради делата 14:11 Јоан, барајте во Исусово име. Тоа е името. Дали на земјата сте виделе некој татко да се подели на 3 личности? Во клиника за психијатрија може. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. Значи го гледаш слугата, Исус беше слугата, сотрудникот, и го гледаш Отецот. Уште ли не си ме познал, Филипе? А од сега сте го видели и го познавате. Еве го Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и достание. Му одговори Исус: толку време сум со вас, зар не си ме познал, Филипе? Зар не си ме познал, сотруднику? Кој ме видел мене, го видел Отецот. Па ти велиш како покажи ни го Отецот. Не веруваш ли дека јас сум во Отецот, Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам ниту јас, туку од Отецот кој е секогаш во мене во дух. Тој ги врши делата. Јован 14:7-10. И овие песни, проповеди, завети, слава ти, Господе Исусе Христе, Татко, те љубам во името Исусово. Зборуваме во Исусово име. Исус не е личност, тој е сад за свечена употреба, но е едно со Отецот. Едно. Му се молат на Светиот Дух да дојде. Духот го дава Отецот. Исус, тој вика Духот на мојот син. Исус заминува физичката врска, не го гледаме веќе. Доаѓа Духот, духовна врска, да не учи, води, зборува, да не менува, да не прероди, да не роди. Не ве раѓа Богородице, не ве спасува. Исус, Отецот раѓа. Оној кој дојде преку вода и крв и преку Духот. Ова сега го слезе ново предавање, ќе имаме во вторникот. Телесно дојде и духовно. Тој е Исус Христос, не само преку вода, имаш плодова вода, имаш телесна вода, имаш жива вода, Духот, туку преку вода и крв ја пролеа крвта. Крвта за отплата на гревот умре за нас и Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистина и ти треба да умреш. Тука е целиот проблем. Ќе го објасниме тоа некој друг пат. Исус, 1 Јован 5:6. Светиот Дух е Исусово присуство, владение, управување во тебе, во срцето. Тој е возачот, ти си автобусот, автомобилот, тој вози. Ова ми го каже еден македонец од Пиринска Македонија, од Благоевград, што го формира македонскиот културен центар. А овие христијани, демек од иста вера, не ги признаваат македонците. Не сте христијани, вие сте си, вашиот татко е ѓаволот. Ова ги буни зашто тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух, и тие се едно. 1 Јован 5:7. Не се тоа 3 личности, туку патеки и начин на сведоштва. Отецот, изговорено слово, и Духот присуства во твоето срце. Зборуваме за еден дух и тело. Во другата плава Библија ги нема тројцата сведоци на небото. Видите тој препев. 1 Коринтијаните 12:31. Вие сте телото Христово, а поотделно сте членови, делови. Во телото нема личности, има делови еден на друг. Главата е таткото, па Исус, па мажот, па после понатаму црквата. А кога страда еден дел, страдаат сите делови.
И кога се слави еден дел, тогаш се радуваат сите делови, 1 Коринтијаните 12, 26. И тука има дополна, сега да ја најдеме, да не извадиме. Оној кој верува во Божиот Син, во Исус, и ти биди негов син, го има ова сведоштво во своето срце. 1 Јован 5:10, словото на своето сведоштво со кое победуваш. Сведоштвото кажува дека Бог, Таткото, ни дава живот вечен. Тој живот доаѓа од Неговиот Син, ти го дава Духот, живее духовно во твоето срце, те оживува духовно. Кој го има Божиот Син, Духот во себе, не само над тебе, има вечен живот. Кој го нема Божиот Син, Духот во тебе, внатре во срцето, не над себе, нема вечен живот. 1 Јован 5:11, и тоа е посебно објаснување како Духот од над тебе да се всели во твоето срце. Мораш да оставиш се, да избришеш се, да бидеш дете, дека имаш татко и потоа да бидеш негов ученик. Христос ни беше објавен како Божји Син преку неговото потопување, крштение во водата и преку пролевањето на неговата крв на крстот, не само преку вода и крв, ова треба да се објаснува. Светиот Дух ни сведочи за тоа, него може да му се верува. Значи, тој е потопен, првин во женска утроба е влезен, се откажа од Божијата природа, нели? Плодова вода, па во физичка вода, за да се покаже знакот за Јован, а потоа во духовна вода е комплетно облеан, жива вода. Се работи за откажување од себе си, од свој собствен личност. Исус се откажа од Божијата природа, стана човек за да ни покаже. Да се откажеш од себе си и да дојдеш Син Божји, ученик и син, да бидеш сад, избран сад во кој ќе се излее вечната љубов преку Светиот Дух. И така ти ќе бидеш воден, управуван и ќе се остварува и ќе ја живееш неговата волја, правда, вистина и вечната љубов. Личност сосема спротивно е кал земна, со вдахнат дух од Отецот Небесен во ликот и стануваш личност со духот на овој свет паднат, мислиш дека си нешто, некој посебен вавилонец, ти знаеш, спасен си, крстен си, вапцаш јајца, рипаш во реката, па изјавуваш дека богородици, светци те спасува, си раскажуваш приказки, од себе зборуваш кој ја бара својата слава. Дали ја барам ја својата слава или славата на оној што ме пратил, нели? И сега се враќаме Галатите 6, зашто ако некој мисли дека е нешто, а е ништо, самиот себе си се залажува. Дали Господ е три личности? Не, тоа се трите патеки низ кои тој тебе ти се објавува. Например, водата, крвта и духот. Трите патеки на сведоштвото. Отецот, Словото и Духот. Значи, Отецот го изговара Словото, меч на Духот излегува од устата негова и тој Дух треба да биде присутен во твоето срце, за да научиш и да разликуваш што има во секој човек, во секоја ситуација. Ти не ги гледаш духовите, демоните, духовниот свет, затоа ти е потребен Духот Исусов да те води, учи, обликува. Он да зборува низ тебе. И ти тогаш не си личност, него си сад, дел си на неговата вечна љубов. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ги излеа овие слова. Јас те молам да слезе Твојот дух, Твојата сила, војска ангелска во македонскава земја, да ни помогнеш да се тргнат сите догми на лажни учења, традиции. И велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во секое срце. Бегај од Македонија, сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус веднаш да замине, да не се враќа повеќе од земјата до небесата. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус и во твоето срце. Исус, само исправи го срцето и повикај: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце. Амин до Царството Божјо. Амин. Роди се
rodi se, sin mi se rodi, večni od Isus rodi se, rodi se, Tatko Togo dade, Sinot se rodi Isus, pejte angeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, se rodi Isus, pejte angeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, rodi se, sin mi se rodi, car nad carevi, rodi se, sin mi se dade, Isus Spasitelj. Se rodi Isus, pejte angeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, se rodi Isus, pejte angeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, se rodi Isus, pejte angeli, Božji trubi zatrubete, nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, Te ljubi me, Gospode Isuse Hriste. Ne ludi se, sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, Tatko na ljubav da. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vol mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, voseko je srce.